Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници. Сакам процедурално да реагирам како и минатиот пат што реагира висто, при носење на вакви законски решенија, затоа што брзината на носењето на законските решенија, не согледување на сите аспекти од носење на вакви решенија, а и одлуката вие, председателе, да носите законски решенија по секоја цена, без при тоа да се води сметка, не доведува до една ваква ситуација. Зошто? Заради тоа што на 25 декември беше предложен закон за инспекцијскиот надзор. Денеска очигледно, бидејќи не послушавте тогаш кога ви кажувавме дека има пропусти во законскиот текст и дека нема да можете да ги завршите обврските така како што треба да ги завршите, имате ситуација во која што инспекторатите не ви се дел од министерства, вработените во инспекторатите не земаат плата, инспекторатите не можат да вршат надзор. Например, пазарниот инспекторат сега оди дава опомени. Не е заради друго, треба да знае македонската јавност, заради тоа што не знаевте како треба да го срочите законското решение и денеска трговците немат можност да бидат казнувани, туку си продолжуваат со цени и така натаму и така натаму. Минатиот пат причината беше усогласувањето со Зороду, денеска повторно е усогласувањето со Зороду и аргументацијата дека ова го правите за да ги намалите трошоците во администрацијата, апсолутно како аргумент не држи или сами го побивате. Зошто? Ако вие на 2 недели свикувате седница на собрание, која што кошта 30.000 евра, на 25 декември 30.000 евра, денеска сгрешена, повторно 30.000 евра и така натаму, тие трошоци вие ќе си ги покриете до крај. И сега да ви кажам, јас очекувам дека за 2 недели ќе треба да имате нова седница. За истиот закон. Еве ви кажувам, седнете, читајте добро, додека да дојде на дневен ред. За 2 недели ќе треба да имате ново законско решение, заради тоа што повторно добро не сте читале. Така да ве молам, председателе, да ја прекинеме праксата во која што заради итни потреби, а при тоа несогледливо она што треба да се направи или тоа што сакате да го направите, не можете да го направите, не доведувате во ситуација повторно да имаме итни седници, скратени постапки, не брзање во носењето на одлуките и на крајот немаме решение. Благодарам.